17 пријави на семејно насилство за 3 дена. Најголемиот дел од пријавите покажуваат дека жените биле нападнати, тепани или им се заканувале нивните партнери или деца, а бројките со кои излегува од Министерството за внатрешни работи се јасен сигнал дека семејното насилство нема да се толерира. Во периодот од 12 до 14 март 9 лица по поднесени пријави биле приведени, а со двајца е извршен службен разговор, а останатите се уште се во обработка. Најбројни се пријавите во Скопје. Најкритично било на 13 до 14 март. За само 2 дена полицијата добила 11 пријави за семејно насилство, пошто 6 лица се уапсени, а со 2 лица е извршен службен разговор. Во Куманово полицијата привела 39 годишен србин кој физички ја нападнал својата сопруга и се заканувал со остар предмет. Во Охрид пак полицијата уапсила 51 годишен маж и неговата сопруга, покавга и физички напади во нивниот дом. Интервенции имало и во Гостивар, каде што 64 годишен маж бил приведен откако го пријавила неговата сопруга бидејќи се заканувал. Сличен случај имало и во аеродром, само што тука закани биле упатени од син кон мајка. Пријави за насилство биле регистрирани и во Кисела Вода, центар, како и во други делови од Скопје, каде што жртвите пријавиле физички напади, закани и вознемирување од страна на партнерите. Покрај овие случаи на 12 март биле регистрирани уште 6 пријави за семејно насилство во повеќе градови низ Македонија. Дел од случаите вклучуваат и насилство врз малолетни деца. Во Дебар од слобода бил лишен 48 годишен маж кој со тврд предмет ја нападнал својата малолетна ќерка. Сличен е случајот во Прилеп, каде што е пријавена жена бидејќи физички ја нападнала својата ќерка. По неодамнешните случаи на брутално семејно насилство кои ја потресоа јавноста, министерот за внатрешни работи заедно со институциите седнал на иста маса. Формирана е работна група што треба итно да подготви законски измени за посилна превенција и поефикасна заштита за жртвите на семејно насилство.